Со Богородица стоиме под крстот. Bože moj, zašto si me ostavil? A od 6. čas nastana temnina po celata zemlja do 9. čas. A okolo 9. čas izvika Isus u visok glas i reče ili lama savahtani. A to znači Bože moj, zašto si me ostavil? A neko od onih što stoja tamo koga go čuja toa rekova, ovoj go vika Ilija. Ovije Isusovi zborovi dlaboko go probodoa srcето na našата blažena majka. Ta zastana blisku do него, gledajki vo него со љубов, обожавајки го неговото рането тело предадено за светот. И го слушаше тој крик како излегува од длабочините на неговото битие. Боже мој, извика Исус. Додека нашата блажена мајка го слушаше нејзиниот син како зборува со својот Отец Небесен, таа најде голема утеха во своето знаење за неговиот близок однос со Отецот. Таа знаеше, подобро од кој било друг, дека Исус и Отецот се едно. Таа многу пати го слушнала да зборува на овој начин во неговото јавно служење, исто така знаела по нејзината мајчинска интуиција и вера дека нејзиниот син е син на небесниот Отец. А пред нејзините очи Исус повикуваше кон него. Но Исус продолжи и прашува зошто си ме оставил. Убодот во нејзиното срце бил непосреден додека ги чувствувала внатрешните страдања на нејзиниот син. Таа многу добро знаеше дека тој доживува многу силна болка од било која друга телесна рана што може да се нанесе. Таа знаеше дека тој доживува длабока внатрешна темнина. Неговите зборови искажани од крстот ја потврдија секоја мајчинска загриженост што ја имаше. Додека нашата блажена мајка размислуваше за овие зборови на својот син, таа повторно во своето срце свати дека внатрешното страдање на Исус, неговото искуство на осаменост и духовна загуба на Отецот е дар за светот. Нејзината совршена вера ја наведе да разбере дека Исус влегува во искуството на самиот грев. Иако совршен и безгрешен во секој поглед, тој си дозволи да биде вовлечен во човечкото искуство што произлегува од гревот, одвојување од Отецот. Иако Исус никогаш не бил одвоен од Отецот, тој влегол во човечкото искуство на ово одвојување за да го врати паднатото човештво кај милосрдниот небесен Отец. Додека размислуваме за овој крик на болка што доаѓа од нашиот Господ, сите мора да настојуваме да го доживееме тој крик како свој. Нашиот плач за разлика од нашиот Господ е резултат на нашите гревови. Кога грешиме се свртуваме на самите себе и влегуваме во осаменост и очај. Исус дојде да ги уништи овие последици и да не врати кај Отецот Небесен. Размислете денес за длабоката љубов што нашиот Господ ја има кон сите нас, со фактот што тој беше подготвен да ги доживее последиците од нашите гревови. Нашата блажена мајка, како најсовршена мајка, беше со својот син во секој чекор, споделувајќи ја неговата болка и внатрешни страдања. Таа го чувствуваше она што тој го чувствуваше и нејзината љубов, повеќе од било што друго, го изразуваше и застапуваше постојаното и безсомненото присуство на Небесниот Отец. Љубовта на Отецот се покажа преку нејзиното срце, додека со љубов таа гледаше во својот син кој страда. Моја најсакана мајко,
Твоето срце беше прободено од болка додека ги споделуваше внатрешните страдања на твојот син. Неговиот крик на напуштеност ја покажа неговата совршена љубов. Неговите зборови открија дека тој навлегува во последиците на самиот грев и дозволува неговата човечка природа да ги искуси и да ги откупи. Драга мајко, биди покрај мене додека поминувам низ животот и ги чувствувам последиците од сопствениот грев. Иако твојот син беше совршен, јас не сум. Мојот грев ме остава напуштен и тажен. Твоето мајчинско присуство во мојот живот секогаш ме подсетува дека Отецот никогаш не ме остава и секогаш ме повикува да се обратам на неговото милосрдно срце. Мој напуштен Господи, Ти влезе во најголемата агонија во која може да влезе некој човек. Ти дозволи да ги искусиш последиците од мојот собствен грев. Дај ми ја благодата да се обратам на Твојот Отец секогаш кога ќе сгрешам, за да го заслужам посиновувањето што ми го овозможи Твојот крст. Пресвета Богородице, моли се за нас. Исусе, верувам во Тебе. Со Богородица стоиме под крстот.